Божи благослов, почитувани слушатели. Што значи да бидеш наново роден христијанин? Библијата го дава вистинскиот одговор во Евангелието според Јован 3 глава од 1 до 21 стих. Таму се зборува за разговорот на Исус Христос со познатиот еврејски учител Никодим, кој бил член на Синедрионот, врховното тело на евреите во тоа време. Исус му рече на Никодим: "Вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство." Никодим го праша: "Како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди?" Исус му е расветли оваа вистина со зборовите: "Тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Затоа не чуди се на оваа, треба да се родите одново или повторно." Евангелие според Јован, 3 глава, 3 стих и 4. Зборот повторно роден буквално значи роден од озгора, од небото, од Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено. Раѓањето од озгора е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности. Има многу такви стихови кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина ако сака да влезе во Божјото царство. Во посланието до Тит, Павле вели: "Не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух." А апостол Петар, малку со поинакви зборови, а иста суштина вели: "Благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, не роди одново за жива надеж." Од овие стихови може да се согледа дека наново раѓањето е услов, единствен услов за влез во Божјото царство. Бидејќи само преку него се станува Божјо дете, Божи деца. Се поставува прашањето: зошто човекот треба да се роди повторно, од озгора, од Бог? Павле го опишува неверниот човек кој живее без Бог дека е мртов во своите престапи и гревови. Затоа тој и предочи на црквата во Ефес дека порано, додека не биле верници, живееле во смртта. "И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови." Ефесјаните 2 глава 1 стих. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог, дека без разлика сите се грешници и немаат Божјо достоинство, тоест не заслужуваат Божја слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да оживее само преку вера во Исус Христос и преку неговиот дух, Светиот Дух. Како може мртвиот човек да оживее? Павле вели: "По благодат сте спасени, преку верата. Тоа не е од вас самите, туку Божи дар, не е од дела, за да не се пофали некој." Ефесјаните 2 глава 8 стих. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова и нов живот преку Светиот Дух. Затоа Павле вели: "Ако некој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново." 2 Коринтјаните 5 глава 17 стих. Ова искуство може да стане твоја реалност уште денес, зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божјиот Син Исус Христос, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови, Божи ќерки. Евангелие според Јован, 1 глава 12 и 13 стих. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови: "Господе, јас знам дека сум грешник и заслужувам праведна казна. Но ти благодарам што Исус Христос, Твојот возлюбен Син,
ја зеде мојата казна врз себе, на крст, умирајќи за мене. Така што, преку вера во Него, можам да ја избегнам и да ми биде простено. Затоа ти се доверувам тебе и спаси ме од проклетството на гревот и на смртта. Подари ми го Светиот Дух. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и Твоето милостиво опростување, и што во името на Исус Христос ми подаруваш вечен живот. Христос вели, тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. На Господ нека му е слава за неискажливиот дар што ни подари наново раѓање, вечен живот. Амин.